Советот на општина Кочани ја одржа 19-тата седница на која покрај предложениот дневен ред членовите усвоија заклучок со кој препорачаа мораториум за вработување во комуналното јавно претпријатие Водовод до 31 декември. Со 18 гласа за, Советот побара во наредните 2 месеци одговорните служби да достават план за намалување на бројот на вработени за наредната година, со кој комуналното јавно претпријатие Водовод ќе се преструктурира во функционално претпријатие. Предлогот на комуналното јавно претпријатие Водовод цената за метар кубен геотермална вода да биде 66,88 денари не доби согласност. Градоначалникот на општина Кочани Љупчо Папазов тоа го оцени како преседан од невидени размери. Сведоци сме на еден преседан од невидени размери. Со неизгласувањето на денешната одлука за овозможување на 12 субјекти кои се заинтересирани за користење на потенцијалите од геотермалните ресурси со кои стопанисува комуналното јавно претпријатие, ги доведуваме едните и другите во многу незавидна ситуација. Му скратуваме на комуналното претпријатие можност да стекне приходи по основ на испорака на геотермална вода, да се раздолжи по основ на високите сметки за електрична енергија, кои се до 8 пати повисоки од реалните и оние кои ги користеа до 6 месец, да плаќа високи камати, а од друга страна, претпоставувам со вашата одлука, за да не се заклучуваат нови договори со корисниците на геотермална вода по постоечката важечка цена, во исто време ја завршивте можноста за комуналното јавно претпријатие да ја извршува оваа дејност во текот на грејната сезона 22-23. Во исто време ги повикувам сите корисници да најдат алтернативни извори на енергија, кои се 4 пати согласно методологијата за пресметка на цената на геотермалната вода, 4 пати поскапи од пропорцијата од 1 метар кубен геотермална вода, и во исто време директорите на училиштата ќе бидат поддржани од страна на општина Кочани да се снабдат со алтернативни извори за енергија, заради тоа што со вашата одлука на сите советници не можат менеджерскиот тим од комуналното јавно претпријатие да заклучува нови договори за испорака на геотермална вода. Советот ја донесе одлуката за измени и дополнување на статутот на комуналното јавно претпријатие Водовод за основање подружница на КЈП Водовод, но не го усвои годишниот план за вработување во Водовод за 2023 година. Извештајот за финансиското работење на комуналното јавно претпријатие Водовод за 9 месеци од 2022 година, а не ја поддржа и одлуката за делегирање надлежност на јавното претпријатие Светлина Ко, односно одлуката за давање на стопанисување на јавното осветлување на подрачјето на општина Кочани. Членовите на Советот усвоија 9 општински програми и ги изгласаа ребалансот на буџетот за 2022 година и извештајот за извршување на буџетот за третиот квартал од тековната година.